Добар ден, браќи и сестри. Добар ден и нека ни е среќен овој јануарски ден. Знам дека е студено, временските прилики се историски, но не треба тоа да не одврати од нашата цел, а тоа е Република Македонија. Затоа добре дојдовте. Македонија е името кое го менуваат. Оние внатре во ова собрание. Тие кои одат спротивно од волјата на народот, јасно изразена на 30 септември. А не знаат дека име со дугме не се брише. Име со хартија не се менува. Тоа е она што сме биле и она што ќе продолжиме да бидеме. А нека не забораваат, секој кој тргнал против народот свој, народ ќе му се случи. Знам дека многумина од вас денеска се чувствуваат луто, понижено, измамено. Се чувствувам на трешната болка од она што го прават со името и идентитетот. Срцето се кине кога се витка кичмата на татковината. Но тоа им е целта, да ве скршат за да прифатите се понатаму. Затоа, почитувани сограѓани, браќи и сестри, главите горе. Тие сакаат ова да биде крајот, но ова нека биде почетокот на нивното заминување. Достоинството никогаш не може да биде земено од луѓето кои што немаат ни трунка достоинство. Земјаци, пријатели, меѓу нас има луѓе со различни ставови, погледи, често пати и несогласувања. Но сето ова, народе, мора да се стави на страна, зашто сите ние овде денеска имаме иста цел и таа се вика Република Македонија. Потребно е масовно обединување, да си подадеме рака меѓу себе. Погледнете го човекот до вас, подадете си рака и тој е овде како сите нас, зашто љубовта кон татковината е поголема од сите разлики. Само обединети ќе победиме. Десни, леви и од центарот, православни, христијани, католици, муслимани, атеисти, сакаат да не разединат, за да полесно им минуваат предавствата, поразите и неуспесите. Нам, сите овдека ни е прва цел иднината на Македонија и само заедно ќе победиме. Драги пријатели, сопатници, ќе остане запишано дека оваа неправда на нашиот народ денес ја прават оние кои ветуваа живот, ветуваа брда и долини, оние кои ветуваа се и се што. Само за да се доберат до власта, измамнички, шверцерски, криминално, и за да го направат тоа што се обидуваат да го прават денеска. На власт се доаѓа со работа, со труд и посветеност, но не и ЗАЕФ, но не и СДСМ. Мив
билетот за останување на власт им е оваа промена на името и идентитетот. Ама тој билет не е за народот, туку за власта. Неколкумина кои ја запоседнале фотелјата, дадена од народот и се однесуваат како да им е земена од дома и прават се само истата да ја задржат. Велеа дека ќе работат. Видовме дека работат само за своите фирми. Велеа дека ќе заштитат и ќе се спротистават на уништување на државните интереси. Еве ги, го менуваат и името и идентитетот. Се колнеше Заев. Во најмилото се колнеше Заев. Дека Уставот нема да го смени. Што прави? Го менува Уставот. За тоа ли се колнеше? Овие луѓе се измамници и така обстојуваат на власт. Со измами, со образ ѓон и без чест и честитост. А да не заборавиме како почна. Почна преку насилен избор за председател на собранието. Тие не победија на парламентарни избори, не формираа влада, дадоа и гаранции дека нема да го менуваат карактерот на државата. Дадоа гаранции, се колнеа дека нема да го менуваат уставното име и идентитетот. Луѓе заглавија во затвор поради тој 27 април. Но она што за тие луѓе подоцна беше мака и црн живот, за овие од власта беше можност за пазарење. И не само за случајот од 27 април, туку и за специјалното јавно обвинителство, русковска обвинителството и кацарска судството и сите нивни случаи. Тоа е тој триаголник кој на Заев му дава механизми за да товари луѓе, за да се пазари како на тезга, да тргува со животни судбини, додека си ја обезбедува кариерата и сопствениот паричник на грбот на македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија. Погледнете колку јавно, колку само на отворена сцена се одвива ова пазарење со името и идентитетот. Како на тезга, како на див пазар. Заев признава дека ова гласање тука зависи само од судските случаи. Па има ли поголемо признание од ова? Не само што се пазари, туку и дека обвинителството и судството му слугува на тоа пазарење. Што мислите? Ке имаше ли затвор да не беше оваа промена на името и идентитетот? Се разбира дека ке немаше. И токму Заев одлучува кој да излезе, а кој да влезе во затвор. Па тргува и со притворите. Па ако не им вршат работа за собирање на гласови и пратеници, а сакате слобода, тогаш ќе мора да удрите по Христијан и по ВМРО ДПМНЕ. Затоа што удирајте што посилно по Христијан и по ВМРО ДПМНЕ. Само така ќе се спасите. Тоа е ветувањето на Заев и луѓето кои што шетаат по домовите на притворените луѓе. Е за нив, за казните, ќе мора да продолжите да му слугувате на Заев, затоа што тука не е крајот. И така седнати во скутот,
ќе морате да ги вршите неговите валкани работи. Такви се пораките кои ќе стигнат до луѓето кои се притиснати. Дел се скршија, а дел не се скршија. Оние што одбра да му слугуваат на Заев, морам да кажам дека можам да ги разберам. Притиснати се, солираат, се пењават, се срамотат и поплукуваат се за да истргуваат. Тешко ми е кога ги гледам во таа улога, но не можам да ги оправдам. Не го барајте тоа од мене, аудирајте. Можам јас да издржам и повеќе од колку што вие мислите, заедно со ВМРО ДПМНЕ и со граѓаните на Република Македонија. Само не заборавајте на кому му слугувате. Запаметете на Зоран Заев. И знам дека слугите и Заев сака да се занимаваат со ВМРО ДПМНЕ. И знам дека подготвуваат операции со кои сакаат внатрешно да не разјадат. Го најави тоа денеска Зоран Заев на пресконференција. Во периодот што следува, бидејќи давателот на слободата, Заев со тоа ги условува. Но ќе ви кажам, единствен политички противник на ВМРО ДПМНЕ и на граѓаните на Република Македонија и на коалицијата за подобра Македонија е Зоран Заев и СДСМ. А вие ќе останете обични слуги што ќе пишувате писма и статуси на Фейсбук. И околупазено за името и идентитетот. Си изгласаа измени на кривичниот законник, ама славината се пушти таман за да поминат оние делови од кривичниот законник кои вршат работа. Кои вршат работа на неколкумина пратеници. Или оние кон кои тие се лојални за да им ги гласаат измените и се намалат казните или паднат случаевите. Какви реформи на кривичен законник, какви бакрачи. Пазар за името и идентитетот е целата оваа операција. Треба на сите да им е јасно. Згора на тоа се отвара Пандорината кутија со етнички барања на останатите заедници кои што живеат во Република Македонија. Етнички барања на албанците. Или попросто кажано, нема некој што не уценува кога знаат дека си имаат работа со најголемиот уценувач и блефер, чие што име е Зоран Заев. И тука има друга позадина. На Заев му е совршено јасно дека драматично губи кај македонскиот народ и останатите етнички земници. Па се обидува преку една блеферска игра, суштински не помагајки им ниту на албанците, кои подеднакво лошо живеат како и македонците, србите, бошњаците, турците, власите, ромите и останатите. Суштински не помагајки им, се труди да протне некое барање, сега или во скора иднина, со кој ќе им се додвори, затоа што избори доаѓаат и ќе треба повторно да тргува со нивните гласови. Но и тоа е обичен ветар и магла, зашто за подобар живот треба повеќе работа, а не промена на име и идентитет на Република Македонија и на македонската нација. И сега,
Гласно ќе кажам, името не го менуваат затоа што носат подобра имена, туку го менуваат зашто вештачки, спротивно на волјата на народот, преку уцени и закани, собраа 80 пратеници. Не затоа што 2 милиони народ одлучи за промена на името, туку затоа што Зоран Заев, човек без чест и достоинство, собра во прва фаза 80 пратеника. Гледаме сега проблем има, па тргува се пенави препелка секој ден. И нека не се заскрива зад европските институции и за уште една вештачка поделба која ја наметнуваат за тоа кој бил за Европа, а кој не. Кој е европјанин, а кој не. Не се докажува тоа преку промена на името и идентитетот, туку преку работа и заштита на државните интереси. Не смееш да тргуваш со нешто што е наследено. Протнуваат изговори. Овој или оној амбасадор бил во парламентот, наводно ги убедувале пратениците. Не! Лаже! Бесрамно лаже! Ги злоупотребува нашите пријатели од Соединетите Американски држави и Европската Унија. Тој е неразбраниот трговец. Тој е тој кој што тргува внатре во парламентот. Не смее да ги користи нивните имиња како изговор во оваа измамничка процедура. Затоа што Заев најдобро ќе одбранеше европската идеја ако донесеше наместо сиромаштија побогато секојдневие, наместо невработеност, работа и прогрес, наместо криминал, правда, правдина и независно судство. Не може да бидете европјанин, а да сте аболиран за сомнеш за сторен криминал од 8 милиони евра. Не може да бидете европјанин, а да барате подкуп на видео снимка. Не можете да бидете европјанин, а да бегате од дебата. Па има ли од тоа посмешна и поневеродостојна работа кога Заев ќе се фали дека бил за Европската Унија? Само за да биде амнестиран за сето ова што го прави на својата нација и на својата татковина. И нека не се фали Заев дека патот кон Европа ќе го одблокирал, дека ќе ни тргнело по промената на името и идентитетот. Не се работи за тоа. Се работи за пари, за пусти функции, фотели, тендери, да продолжи црното владење. Ете затоа ја предава и продава Македонија, за ништо друго. Каква пуста европска иднина. Јас сум против промена на уставното име. Не затоа што не ја сакам Европската Унија, таму сум поминал дел од своето школување. Сум бил стипендиста на 2 европски влади. Туку затоа што ја сакам Македонија. И нормално дека патот кон Европа е природниот пат за Македонија. И дека тоа е целта кон која мора реално да се движиме. Но со овој човек на власт ние сме се подалеку, секој ден и секој измина час. И во овој еден од низата црни денови за Македонија, власта спинува со безброј дезинформации, затоа што сакаат да поверувате дека еден бил изборот кој морал да се направи, за да сме напредувале. А знаете дека во суштина изборот е помеѓу кариерата на Заев или иднината на Македонија. Во таа борба ние ја одбираме Република Македонија. Зоран Заев
прави лузна и за генерациите што доаѓаат. Оваа промена на името и идентитетот е плод на нечесност и валка на игра на Заев и неговите послушници. Човекот веќе се изгуби во тој конформизам на власта. Го нема со народот. Тој работи против него и неговите интереси. Заборавил калта како изгледа. Удобно е во Мерцедесот во кој што ги судеше и ги осуди луѓето. Што е понатаму прашањето? Договорот е штетен и јас нема сега како него да ви ветувам се и се што. Но можам да ви ветам дека ВМРО ДПМНЕ и јас лично ќе сториме се за овој договор што е во наша моќ да не се случи и неправдата да биде исправена. Тоа ќе биде моја заложба. И јас ова прашање ќе го отворам во секоја прилика. Јас ова прашање ќе го отворам во секоја прилика, во секоја можност, при секоја моја средба. Дали ќе успеам? Не знам. И не можам да ветам ништо. Но ви ветувам дека ќе сторам се за да успеам заедно со вас тоа што некој сега бесрамно го продава да си го вратиме назад. А сите заедно со сигурност можеме да ја промениме оваа власт и тоа ви го кажувам со сигурност. А треба да ја промениме за да Македонија престане да губи. Македонија да престане еднаш да губи. Ако го направиме тоа побрзо, повеќе и ќе спасиме. Почитувани сограѓани, сопатници, браќа и сестри. Еве поминуваат речиси 2 години од оваа власт. Резултатот е едно големо ништо. Имаме работа со аматери и лакоми луѓе по власт, по моќ и по функции. Нема ден да нема афера, нема недела да нема некое убиство, плячка или нерасветлен инцидент. Народот живее во страф и сиромаштија. Граѓаните започна да плаќаат зголемени даноци, а тоа значи помалку пари за граѓаните. Земјоделието е уништено, сиромаштите се најбројни, нема нови патишта, нема инвестиции. Работата отиде до таму да почна и со пазарджиите да се пресметуваат. Се друго демек средија, па сега и нив ќе ги решавале. Продолжија да не задолжуваат, а долгот никогаш не бил поголем. Трошоците за живот се зголемија, а цените растат. Сиромашните се најбројни. Затоа оваа власт мора да ја победиме најпрви на претседателските избори, а потоа и трајно да ја го покажеме патот на темната страна на историјата на следните предвремени или редовни парламентарни избори. Да се биде македонец најпрвин е света работа, а потоа проклетство и немир. Тој немир го чувствуваме и денес, но македонецот веќе се крева на неправдите, веќе го пушта својот крик за своите права. Северна не е мојата татковина, може би на Заев, но не и моја, не на народот. Наша е само Македонија, така и ќе остане. Заев со неговото владење ќе остане
запаметен на темната страна на историјата, како човекот кој продал најмногу од територијата на Република Македонија и македонскиот идентитет, а не изградил ништо. Како човекот кој држал преку година дена луѓе, родители, браќа и сестри, соседи во притвор за политички случаи, ќе остане запаметен како човекот кој го продал името на собствената држава. Паѓаат, тоа се гледа секој ден и тоа вртоглаво паѓаат. Ја губат контролата и на нив, тоа им е јасно. Ова се последните крици и мрдање на оваа забрефтана и прокувана машина од 90-тите, од периодот на транзицијата. Ова се последните остатоци што ќе ја газат оваа напатена држава и овој народ. Со сиот свој недемократски потенцијал, надежта им е само на наместени избори да победат. Па затоа тргна пред председателските избори да вработуваат, да вдомуваат, да корумпираат, малку од малку да купат мир во своите редови, затоа што ветуваа многу. Но залудно е. Тоа нема да им помине, ниту пак нови избори кои ќе ги наместат ќе им поминат. Ниту сите оние аналитичари, поранешни, помилувани политичари, кога викаат ВМРО ќе бойкотира. Нема да бойкотира ВМРО. Со сите неправди и со сите злоупотреби, ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе ве растури на председателските избори, така што нема да знаете што е страшно. Не ги плаќајте за бадијала, нема потреба да им ги уништувате децата со врски да ги вработувате по државни фирми, за да можат они проценки да ви прават. Оставете ги децата сами да си се заслужат својата работа. Нема потреба да се трошите во подкуп на такви аналитичари. Ке одиме на избори и жестоко ќе ве поразиме од прв до последен. Македонци, браќа и сестри, да си ја вратиме државата, да се избориме за нејза. Кренете ги главите гордо високо. Овој црн ден ќе биде осветлен со нова зора, исто како што ќе бидат осветлени и сите оние минати црнила кои што се позади нас. Ние сме ВМРО, ДПМН и нема да не скршат. ВМРО, ДПМН е народот, а народот е Македонија. Хартија трпи се, но во срцата остануваме она што сме и она што ќе бидеме. Македонци, а нашата татковина беше, и ќе остане Република Македонија. И по сите студови и ладни денови, по сите дождови и ветрови, остануваме како ВМРО ДПМН со народот и никогаш не смееме тоа да го заборавиме. Не смееме да ги повториме грешките од минатото. ВМРО ДПМН е на народот и кога ќе ја формираме идната влада на Република Македонија, така и треба да останеме, да работиме само за народот на Република Македонија и да бидеме меѓу народот. Да си ја вратиме Македонија, заеднички да ја изградиме, нашата среќа да се избори, да ја избориме нашата иднина. Да живее Македонија! Ова име кое се изговара со чест
и длабока емоција да живее Македонија. Збор кој што се изговара со внимание, со гордост до срцата и силна енергија, со посебно чувство, почит и наклон. Македонија е нашата љубов, заедничка емоција, нашиот завет, нашата татковина и дедовина. Македонија останува нашата иднина. Да е жива и здрава Република Македонија. Да е живо и здраво ВМРО, ДПМНЕ и коалицијата за подобра и Македонија. Да сте ми здрави, живи и сите. Ве благодарам што дојдовте денеска во овој студен и снежен јануарски ден. Ви благодарам на сите.